Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. За жал, денеска сме сведоци на тоа дека гледаме дека владеачкото мнозинство е спремно по секоја цена да ги брани своите функционери, па дури и ако тие извршиле едни бескрупулозни прекршувања и на уставот, и на законите, а и на принципот на секуларизам. За жал, актуелниот председател на Собранието, кој е и предмет на оваа интерпелација, господинот Гаши, да имаше политичка култура, самиот ќе си поднесеше оставка. А видовме дека во најава е дека и владеачкото мнозинство нема ни малку повеќе култура од она што владее моментално, па по се изгледа дека ќе гласаат против, односно нема да поддржат оваа интерпелација. Наместо да покажат политичка култура и председателот на Собранието Гаши да понесе политичка одговорност, они ни пуштаат голобради момчиња да не убедуваат дека сторителите, пазете, за скандалот на меѓународниот аеродром биле казнети во МВР. Значи, ние тука со интерпелацијата не бараме председателот Гаши да биде кривично казнет, ние бараме политичка одговорност негова. И тоа е поентата на интерпелацијата. Ако, значи, оправданието да не се поддржи оваа иницијатива, само заради тоа што биле казнети оние кои што учествувале во негово име, едноставно е политички идиотизам кој што не верувам дека ќе го свари ниту еден граѓанин без разлика од која етничка група припаѓа во Македонија. Да се вратам на она што за жал Гаши не е тука во Собранието. Беа изнесени многу работи и од страна на Гаши и од страна на неговите сопартици дека значи имаше многу контрадикции во сето тоа. Прво, Гаши оправдуваше тоа дека отишол со службено возило во Косово и на службено патување понел својата сопруга само заради тоа што он морал тоа да го направи затоа што 24/7 му налага неговата функција. За од друга страна да каже дека не е тој инволвиран, туку го праќа некого друг да заштити, во овој случај дури и некој кој што не е државјанин на нашата република, значи за председателката на Косово во меѓународниот аеродром да стредал работа за скандалот да не бил поголем, да спречел не знам што. Значи ги поминавме сите безбедносни органи во државата, па остана обезбедувањето на Гаши да оди и да средува работа таму. Значи нели тоа постои за негово лично обезбедување 24/7 со него? Значи во овој момент не било со него, туку било пратено некаде за да обезбеди противправно действие на државјанин кој што не е дел од нашата република. Што се однесува до она обвинување дека ние со интерпелацијава сме исламофоби, во исто време бевме обвинети и за русофоби. Ако ги погледнете сите индекси на исламофобија, ќе забележите дека токму европските земји, особено земјите на НАТО, се едни од најголемите исламофобични општества. Да, јас сум русофил, но руското општество не е исламофобично. А вие, драги колеги, со брањење на знамињата позади мене НАТО и Европската Унија, вие ги поддржувате исламофобичните и геноцидни политики кои што се случуваат на Блискиот Исток. И со тоа треба да се соочите еден ден. Значи, вие сте исламофоби, само што религијата ја искористувате за своји лични лукративни интереси. Не обвинувате за србофилство, дека ние, пазете, со тоа што имаме став за непризнавање на Косово, сме работеле за српските интереси. А може би не се запрашувате дека ние сме против, и тоа нема да ни го забраните, затоа што не ни го забранува ни уставот, ни законите, и тоа е наше политичко право да бидеме
да имаме таков став дека ние доколку имаме мнозинство ќе го отпризнаеме признавањето на Косово. И тоа не ради српски интереси, туку може да се запрашате дека границата со Косово е автопат на криминалот во Македонија. Може да се запрашате дека територијата на Косово е територија за евазија на осудени криминалци во Македонија. Може би за тоа е причината заради која ще залагаме за отпризнавање на Косово, а не заради српските интереси. И сега се прашувам, доколку утре Вулин дојде и му се јави на председателот Гаши и му рече имам проблем на аеродром, дали повторно председателот Гаши ќе го прати своето обезбедување да оди да интервенира за да не настане некој посебен поголем скандал? Дали ќе го направи тоа? Јавно го прашувам председателот Гаши. Дали ќе го направи тоа за господинот Вулин? Вие, овде нема кој да ги брани српските интереси, така? Па вие во секоја прилика искажувате енормно српстофотство. Замислете, вие се залагате за излегување од регионална иницијатива Отворен Балкан, која што има економски и инфраструктурни придобивки само заради тоа што е иницијатива на Република Србија и само заради тоа што таму не членува Косово. Па поголемо србофобство од тоа нема, ама пошто нема изгледа тука Срби и вие можете да бидете србофоби до безкрај, ама кога некој ќе ви се спротивстави на тоа, а тоа е албанофобство. Е тоа не може така. Ке се навратам на секуларизмот во една обратна насока, а тоа е дека секуларизмот не секогаш како принцип и цивилизацијска придобивка обезбедува само немешање на религијата и државата во полза на државата. Секуларизмот итекако е во полза и на религијата. Прво, секуларизмот обезбедува интегритет на религијата. Односно, спречува токму вакви државници како Гаши да ги искористуваат религиските чувства за своји лични интереси и политички интриги. Секуларизмот ја обезбедува независноста на религиската пракса, поради немешање на државата во религиските работи, а не само обратно. Секуларизмот создава контекст каде што верските обреди се вршат исклучиво во верски објекти без да се мешаат политички работи на тоа. Замислите, председателот Гаши дури во својата одбрана политичка, кој што немаше правни аргументи се разбира, си даде за дозвола дури и да направи верски суд дека ние кои што се залагаме за оваа интерпелација не сме муслимани, замислете. Значи, он си дозволи и таква работа да направи, не знаејќи дека и доктринарно исламот не суди ради правење или неправење на верски обреди, туку изричито строго суди за искористување на државниот буџет, односно со исламски речник кажано на Бейтул Малот за лични интереси. И тој тоа го направи. Да бевме ние во некоја шеријатска држава, прво шеријатскиот суд ќе му пресудеше на Африм Гаши, а не ова собрание која што е храм на секуларизмот. Потоа, секуларизмот обезбедува инклузивност и толеранција, поради тоа што вие, со непочитување на принципот на секуларизам, вие правите да една религија стане доминантна и потоа другите религии кои што се чувствуваат запоставени, почнуваат да се чувствуваат неинклузивни, нетолерантни и тука се создаваат меѓуверските проблеми. Затоа е важен секуларизмот и строго да се почитува секуларизмот за да не дојде до фаворизирање на една или друга религија. Потоа и конечно, принципот на секуларизам обезбедува избирање на добар управник. Традицијата на исламските општества особено предвидува да се избере управник без разлика на неговите религиски или други придобивки, туку да ја врши функцијата за тоа што е. А вие, фаворизирајќи религиски и етнички
избраници, само ја поттикнувате нетрпеливоста. Благодарам.